Да, се враќаме во студиото. Еве, дојдовме до прашањето до отец Тодоров. Кажете ми, кога зборуваме за ова за промовирање на различни вредности, на нови вредности, ова е една приказна која и самиот кажавте дека зема се поголем замав, се зборува се повеќе и во Македонија. И сега доаѓа до конфликт кога луѓето кои бараат некои права за кои сметаат дека треба да ги имаат, најчесто се повикуваат на човекови права, на право на личен избор, но од друга страна тука се и верските заедници, вие представувате православната христијанска. Кажете ми, многу често ја обвинуваат и црквата за застареност, за некој догматизам, дека не прифаќа промени, дали е навистина така? Значи, први ми поставивте неколку прашања. Да. Се обидам. Значи, јас пред некое време ја прочитав книгата од Габриеле Купи, таа е германка, напишана, издадена во 2012 година. Книгата е со наслов "Со слободата против слободата". Со слободата против слободата. Многу интересно. Таа е социолог и прави анализа на целиот тој процес на злоупотреба на човековите права. Значи, манипулирање со човековите права. Значи, треба се дефинира што е тоа човеково право. И плюс, кога се говори за човеково право, веднаш се говори и за одговорност, затоа што кога имаш право, имаш и одговорност. Сега, некои представници на општеството сакаат преку манипулација со човековите права да добијат привилегии. Например, да не биде многу апстрактно ова што говорам, значи, спомна премалку господјата, значи, некои хомосексуални заедници или двојки, кои може би имале негаторски однос идеолошки порано кон бракот, сега сакат своето заедништво да го наречат брак. Иако општеството им дава можности на друг начин тоа да го дефинираат, како партнерство, заедничко живење пред законот со договор, така околу проблем на наследство, еден куп други работи кои навистина треба да се дефинират во општественото живење, но привилегија е да добиеш нешто што ти не си или не може да го имаш. Например, тоа е злоупотреба на човековите права. Значи, јас можем да бидам слаб ученик и сега да говорам, сега моите човекови права не се актуализирани, а јас сум мрзлив, например, и сега преку човековите права јас да дојам до привилегија да добијам диплома за завршено, например, средно училиште, така натаму и така. Тоа е злоупотреба на човековите права. И сега, затоа сериозните представници... Тоа се нарекува и позитивна дискриминација, да речем. Во која смисла позитивна? Да. Сега да возрастни луѓе сме се дека да не бидеме демагозиве, молам се, да не ја труеме јавноста со глупавите изрази. Јовановски ве понатаму, значи, ќе имате можност да кажете. Исто така околу усвојување на децата. Значи, убаво предмалку господинот Јовановски каже, јас го поздравувам тоа и сакам тоа да му се случи. Ја не знам зошто и досега тоа не му се случило, млад, убав човек, умен. Значи, зошто нема свој биолошко дете? Он си знае, најдобро си знае зошто и како, он си има свој внатрешен свет. Сега да се вратиме за представниците, например, на таа джендер или ЛГБТ идеологија, кои се сакаат преку злоупотребата на човековите права и така наречената слобода, значи, да дојдеме до тој степен, значи, околу усвојувањето на децата. Значи, тоа е привилегија. Прво, не си во брак, тоа заедништво не е брак, и сега тоа заедништво што не може да се нарече брак, општеството е да им дозволи уште и да усвојуваат деца, што за жал се случува во западното општество. Плюс за среќа се случува западното. Понатаму, се прават затоа што тоа е еден нов процес. Ние ќе ги видиме последиците од сето тоа што се случува во западното општество. Веќе гледаме некои последици затоа што Холандија предночи затоа што најпрво... Кои се според вас последици? Значи, први последиците се околу тоа што многу е битно да има една природна, кога ние христијаните го употребуваме тој термин природен,
Значи, една состојба на однос кој самиот творец ја промислил за децата, а тоа е состојба на однос кај што децата ќе имат влијание свое, позитивно, воспитно, образовно, и од страна на машкиот пол, односно тоа е таткото со своето учество во семејството, и од страна на мајката со своето учество во семејството, со својата енергија, со својата женска посебност, со посебноста на женската природа. И тоа влие врз формирање на здравата личност. Не го прекинувате ова, поради тоа што не сме дојдени на предавање нити на семинар. Добро, слушавме и вас. Но јас сум многу конкретен. Тоа се битни моменти, затоа што овие да промовирате ваши барања, ваши, мислам, некои лични промоции, така да не е коректно да... Нити се мои лични барања, нити промоции. Ако сметате дека треба да зборувате, онда јас ќе се исклучам, зборувате, нема проблем. Јас сметам дека нити е добро за вас, нити за гледачите да држиме предавање, треба да бидеме конкретни. Поради тоа што неколку пати господинот споменува овде дека треба да ги дефинираме основите на човековите права. Дефинираме, еве во моментот ги дефинираме. Основите на човековите права се дефинирани, ги има и во писмена форма и ги знаеме сите, така не треба да ги дефинираме околу злоупотребата на човековите права и споредбата за учениците. Јас ќе сакам да одговорам, но доколку можеме да бидеме директни и конкретни. Ајде, кажете. Јас не знам што во сето ова што кажав има негативно. Што е негативното? Освен што знам дека вие не се сложувате со мојот став, дека бракот е однос меѓу маж и жена и дека само во таква заедница може да има деца. Тоа е факт. Јас ќе се сложам со вас дека бракот е однос помеѓу маж и жена или ти луѓе кои што имаат љубов. Љубовта кај мене нити има некаква поделба, нити имала, нити ќе има. Така треба да биде и кај вас. Ако сте христијанин, ќе ширите љубов. Прво мора да видиме околу тоа, има многу заедници кои се темелат на љубов. Ја имам пријатели со кои имам љубов. Ама тоа не е брак. Доколку сега јас и вие почнеме да се надвикуваме, ќе пукнат микрофони. Тоа е многу недефинирано. Не, ама сите ние имаме само пријатели. Само може да го смалите тонот за да можеме да водиме една нормална дискусија. Апсолутно се слушам. Така. Грлацу ми јас можам исто на висок тон да зборувам. Што значи тоа? Вие со еден ироничен тон рековте, или можеби не ироничен, јас така го доживеав, ајде да не делам етикети, кажавте дека се чудите зошто јас немам биолошко дете. А не се чудам, не сум рекол така. Не, зошто до сега немам, поради тоа што сум многу умен, ме проценивте и убав. По ваш вкус убав. Јас само да сакам да ве прашам, поради тоа што вие спомнавте за моје дете, дали вие имате деца? Да. Живи здрави нека ви се. Што ќе направите доколку едното, или не знам колку деца имате, нема, доколку едно ваше дете е со хомосексуална ориентација, сексуална ориентација? Не одговарам на хипотетички прашања. Па вие цело време нас ни зборувате овдека за некакви хипотези. И ова е многу општо прашање. Што ќе направите, како ќе постапите, поради тоа што сега... Не одговарам на хипотетички прашања. Како ќе постапите со, еве не мора за ваше дете, за дете на ваш близок пријател доколку е со хомосексуална ориентација? Еве ова не е хипотетичко. Еве јас ќе одговорам конкретни, затоа што ние како црква немаме проблем. Ивица, не можете селективно. Значи ние како црква немаме проблем. Многу конкретно прашање постави. Што прават овие родители кои што имаат дома такви деца, сега ве слушаат колку ширите овдека омраза, ќе ве замолам. Треба да живееме во 20. Може, што ќе направите вие? Црквата воопшто нема проблем. Сметате тоа дека е болно дете? Црквата воопшто нема проблем да има позитивен однос со оние луѓе кои имаат различна сексуална ориентација од ред причини. Но вие имате. Сега вака да се... Јас се гледам како представник од Македонската православна црква. Значи, ние како христијани немаме проблем во однос на луѓето кои имаат различна се извинувам, различна сексуална ориентација. Контрадикторен. Целата приказка е што ние имаме проблем со джендер идеологијата, со ЛГБТ идеологијата и со злоупотребата на човековите права и со барање на привилегии кои не доаѓаат од правата кои ги барат тие. Тоа е злоупотреба. И конкретно, најточно и најсуштински, да се доискажам само, најсуштинскиот аспект што ние христијаните ќе се бориме
како што сме се бореле во минатото, Чекайте, за вистинско задржување на значењето што е тоа Ние брак имавме- и што е тоа ние семејство. имавме- Ако тоа се изгуби, мајка. тогаш ќе се изгуби смислата на нашето постојање. Чекате, Ќе луѓе, дојде кој до сака тоа тотална да го девалвација изгуби? на Ама кој општеството. сака тоа да го изгуби? Зошто не Па ме ние дувате гледаме на што се омраз случува во еден западниот разлог? свет. Ке ве Ние молам во гледаме- западниот свет ништо лошо не се случува. Па не е точно тоа. Отец, Па ние гледаме ви- како Ивица, некои не политички се структури случува го ништо отвараат лошо. прашањето Имаме за прилика. релативизирање на тоа што е брак. Јас ќе ви замолам да не се Се дерете. молам, како тоа? Полека. Полека да не се можеме да се надвикуваме. сложиме. Ние не можеме Не треба да се сложиме и нема да Значи, се ние сложиме. имаме разбирање за Но, потребите на овие кои што не луѓето со гледаат, различна хомосексуална ориентација, за имате дефинирање на нивните права во имате општеството. разбирање, велите, така? Точно е тоа. И што ми Но велите не и дека за джендер идеологијата и за Чекайте, LGBT. а кој ја кажува и кој ја дефинира, која е таа джендер идеологија? Може ли вие да ми ја кажете точка 1, која е на таа идеологија? Еве јас да ја запишам, не ја знам. Првата цел на таа Првата цел идеологија е која? да се релативизира Да пол. се релативизира што? Да нема пол, да нема машки пол и женски пол. Него сите да бидеме еден Джендер. Джендер Па тоа дајте. значи да имаме Знам ја што различити значи доживување на полот. Веќе во светот има 32 начини на доживување на Вие полот. одите- LGBT идеологијата што е? Само се продолжува тоа Јас- ЛГБТИ, Q, така натаму и така Сега, натаму. јас- Што тоа значи? Па тоа е тоа. Отец Ивица, Повелете. јас ви поставувам прашање, вие не можете мене да ме погледнете на госпоѓата и ни крива ни Не, јас- должна, не да ја гледате и не изимавкате. Ве гледам како не ве гледам. LGBT популацијата, што бара точно, јас не знам, поради тоа што не сум вклучен, но ќе зборувам како човек кој што заштитува човекови права, за кои што вие велите дека не ги знаете и треба да се дефинираат знам човековите кои се. права. Јас знам Поради тоа многу што добро сте кои се. читале некаков научен труд на некој социолог каде што вели дека е релативно тоа што се човекови права и дека Не, треба да се точно тоа не. дефинираат и за злоупотребата Не, на човековите за права. привилегии. И привилегии, човекови права и привилегии тоа се две различни работи, но вие сакате Тоа е дека да злоупотреба на наметнете една човековите поинаква права за теза. добивање на привилегии за кои немаш основа. Отец Тоа е Виктор, тоа. поради таа мантија која што ја носите овдека во емисија, јас се доживам како свештено лице и како представник на Македонската православна црква. Добро. На прашањето кое што ви го поставив конкретно, вие одбегнавте со продавање на некаква си ваша теорија теза, јас ќе ја наречам не е моја. демагогија, имам право на тоа, но на прашањето ќе ве замолам на првото да ми одговорите конкретно поради тоа што луѓето кои што не гледаат, не поради тоа што мене лично ме занимава, да се разбереме. Поради тоа што луѓето кои што не гледаат очекуваат конструктивни прашања, уште по-конструктивни одговори. Што ќе направите доколку вашето дете или детето на ваш пријател е со хомосексуална ориентација, како ќе постапите? Дали Односно го кажавте. Не го кажавте, конкретно кажете ми, јас знам што би направил доколку мој пријател ќе го поддржам максимално. Или доколку моје дете ќе му ги негувам вредностите поради тоа што сметам дека има право да го живее животот онака како сака. Па ние Сметам како дека таа христијани вредност тоа не го прифаќаме така. Па како тоа, што ќе направите, тоа ме интересира. Први основно се отвара прашањето на кој начин човек станува хомосексуалец. Кои се Леле, јас причините? ве молам. Па, Јас ве немаш што молам, да ме молите. Немојте да го затупавуваме овој Па, не народ го затупавуваме. кој што треба да чекори Значи, во еве 21 господјата век. тука, како психолог, Па, еве, нека одговори господјата на ќе ја кој начин потврди се мојата. формира Чекайте, хомосексуалната ориентација кај Чекайте, човек. премногу ја претворивме оваа дебата во ситни да дадеме детали, право. поради тоа што јас сметам по себе ова што го говорите, Па, дека вие ѓаволот не е во сте... ситните детали. Ке ве молам. Ѓаволот е во ситните детали. Ѓаволот е кај вас тогаш. Не знам Јас ќе кај ве кого е. молам, Не ќе ве знам молам. кај кого е. Јас Секунда говорам, една. говорам Поради тоа што јасно вие, и јас дефинирано. добивам чувство од оваа емисија. Јас зборувам за своји лични искуства. Јас не кажав ни еднаш хомосексуалци, јас сметам дека вие не сте оптеретени со религијата и со православието кое што треба да го ширите, дека сте оптеретени со хомосексуалноста. Не, А ние тоа- не сме оптеретени со тоа, веќе- туку со опасноста Јас од ќе ве молам, идеологијата али на знаете што джендер, велат? Оние LGBT приказката. најголемите хомофобни ликови, тие се потенцијални хомосексуалци. Имаат некаков страв. И тоа е исто така научно докажано ако се базирате со науката. Тие Второ манипулации, кога сакаш прашање. може да му ги говориш, кому сакаш. Јас се персирам цело Значи, време. види, добро се извинувам. Значи, вака, ние тука говориме од аспект Не, вие на овдека вистини, продавате демагогија. вредности. Не продавате и- никакви вредности. Јас се прашав, Значи- според вашата вредност, Добро. како ќе Еве, јас поставите ќе поставам конкретни се. чекори? Значи- Конкретни чекори, Значи, јас ќе Како поставам ви- се една, Ке ќе ве јас ќе ви молам, поставам ке се ве вас молам, едно дозволете ми прашање. да Дали ви сте го вие? поставам. Дали сте Ке вие ве за молам да ви дали го сте поставам вие прашањето за да ме полови, разберете и конкретно да ми за исто, одговорите поради тоа дали што вие сте- гледачите очекуваат конкретно Ама да ми еве, јас ќе одговорите. ви поставам прашање на гледачите Ке- да им се разјаснат нештата.
Само не викајте. Дали сте вие за Полека. исто полови Значи, под наводници бракови? Ќе ви одговорам на прашањето, откако вие ќе ми кажете кои чекори ќе ги превземете, Кажав, јас одговорив на доколку, не ми кажавте, чекорите вие не ми ги кажавте, што ќе му направите вие на тоа дете? Да не се вртиме сега округ. Што ќе му направите на тоа дете? Прашања, Што ќе а направите на однос на дете кое што... хомосексуалците Да, што ќе одговорив. направите? Одговорив. Како ќе го одвратите од А сега неговата сексуална ориентација? Ќе ми одговорите вие, дали сте Мојот вие... одговор во однос на истополовите бракови во Република Македонија е следен, дека треба да пројдат многу време, подолг период, каде што ќе има време овој народ, сите граѓани на оваа Овој земја, народ, добро? сите граѓани на Добро. оваа земја, да доживеат едукација, да сватат Каква едукација? Од кого? едукација од типот Од кого? Како од кого? Од кого едукација? Од луѓе кои што се определени да зборуваат за човекови права. Поради тоа што ова сега вие што го зборувате е дел од човекови права. А таа едукација има И за јас цел да им го сметам измие дека мозокот и да двајца бидат луѓе ќе се подготвени за тоа. Тоа сакате да го Јас ќе кажете? се сложам со тезата Добро. на госпоѓата Мирјана, која што вели дека за љубов не е потребен зборот брак. Така да доколку тој брак во даден момент прави раздор и прави една негативна атмосфера, како што јас свесно се откажувам од лична желба за да направам добро дело и тие деца наместо да бидат во домови и да не бидат никогаш посвојувани поради што и тоа се случува поради тромоста на институцијата, јас предлагам семејство кое што ќе ги исполни сите услови да не бидам јас тој, Добро, сега но да да се го вратиме поддржам на- истото. на- Така да истото ќе ви одговорам и за бракот. Значи, вие сте за. Не, друго реков. Добро. Дека доколку тоа Треба прави време на раздор во едукација да општеството, помине, така? нека пројде време и не мора за љубов не е потребен брак, така да ако Тоа е сакате друга земете тема го на слободно, друга. земете ја слободно мојот одговор дека е негативен, дека сум против. Добро, Јовановски, отец, ве молам, немаме веќе време за крај, ве молам неколку минути само Не, јас за имам уште- дамата на самиот крај. Вие не ми ги поставивте круцијалните прашања. Јас се кои што- извинувам, но помина времето За оваква така како дебата што не треба да има помина. време. Да, треба повеќе време, се согласувам. За крај, кажете ми, не остана неодговорено прашањето дека многу често ова прашање за хомосексуалното, за ЛГБТ заедницата, за посвојувањето деца, па неодамна имаше една прилично голема злоупотреба со прашањето за педофилија, се употребува и во политиката. Кажете ми, политичарите го бираат ова прашање бидејќи и македонското општество е доста конзервативно и со него лесно се манипулира, или? Па јас мислам не се чувствувам надлежна да ви одговорам на прашањето што бираат македонските политичари. Ова Јас сум психолог кој од психолошки аспект зошто го поставуваат прашањето, зошто мислите дека зошто ја таргетираат психата на гласачите? Па прво на луѓето затоа со што е ова? актуелно прашање. Ја мислам дека е тоа. Значи убаво да имаме едни вакви дебати. Јас малце не сум навикната на ваков начин. Јас не сум психолог, филозоф, нити дебатер, него сум практичар и работам со сите луѓе. Дури ми е страв да се вклучам во една ваква дебата, зашто не би сакала да ја дадам изјава или да кажам нешто за кое што после нема да се чувствувам добро. Јас не сум тука нити некому да му судам, нити некому да му дадам памет, нити да му раскажам нешто, него да им помогнам на сите на кои што некогаш ќе им потреба помош или ќе ја побараат од мене. Значи, што прават политичарите е политика, а сигурно дека тоа е далеку од она што ние го мислиме дека е правда или правичност или како ќе се вика. Прво, тоа прашање е актуелно на вистина и е нешто што е дел од нашето секојдневие, дел од нашето живење и на вистина сите заедно, може би оваква една дебата ќе биде поттик за да ние на вистина почнеме да се грижиме за тоа и повеќе да зборуваме и да бараме решенија како тоа да го решиме заедно. А во ред е ние сите да имаме свое мислење и сите да имаме различно мислење. И тоа е нешто што може да си го посакаме во нашето општество, да ние сите имаме различни мислења за нештата, тоа значи развој. Ако ние сите мислиме еднакво, тогаш ќе биде тешко. Да научиме да се сослушаме едни со други и да бараме начини како заеднички ќе действуваме во сето тоа. Само што ми кажа од режија дека ни дадоа додатни 15 минути за оваа дебата, значи оцениле дека е прилично интересна, затоа ќе ви давам на вас уште некоја минута, бевте најзапоставена во емисијата. Кажете ми, кога се подготував за емисијата, се обидов да најдам доста студии за начинот на кој влијае врз децата кои се одледувани во хетеросексуални и во хомосексуални заедници или бракови каде во зависност во која земја каде тоа дозволено, но најдов на доста контрадикторни податоци кои немаат јасен резултат. Зошто е тоа така? Па
Прво затоа што со психолошките истражувања многу е лесно да се манипулира. А прашалниците кои ќе се изберат, начинот на кој што ќе се направи моделот на целото истражување, склоностите на истражувачот, што сака он да докаже, неговите идеи, често пати знаат сето тоа да го обојат. И да се добијат резултати во кои што истражувачот сака да ги покаже. Заради тоа и се контрадикторни. Во Америка е докажано дека скоро 50% од не само од овие истражувања што се со еднополовите бракови кои усвојуваат деца, него воопшто од психолошките истражувања резултатите не можат да се повторат. Тоа покажува дека е една страшна ситуација во тие психолошки истражувања. Затоа треба да бидеме многу внимателни кога зборуваме за некакви резултати или кога сакаме воопшто да направиме било какво истражување. А многу често се употребуваат тие резултати за некој да постигне некаква поента. Сигурно се постигнуваат резултатите. Преска, како што спомнав, сите наши македонски, да речем, луѓе кои себе си се декларираат, нели, заради различна сексуална определеност или доживување во сите форми, сите потекнуваат од едни хетеросексуални бракови кај нас, затоа што нели немаме други бракови. Да. Немаме други, ретко кога има заедници, а и тие што ги има сега немаат деца. Значи сите ние потекнуваме од едни хетеросексуални бракови, го знаеме. Молам? Ниту може да има деца, вел. Ова беше за што сакав да го кажам. Значи прашањето е сега, значи, од овие бракови кои ги има на запад, децата кои ги посвојуваат, какви се последиците од живење во такви бракови. Кој може да знае? Значи, некој треба да се или да биде тотално неутрален и да не му е гајле за резултатите, па да формира добро едно истражување за да може да докаже. Многу е тешко и да се направи таква студија. Тешко е затоа што варијациите се страшно големи. Варијаблите кои треба да се покријат се страшно различни. Бракови, каде што делува не само дали двајцата партнери се од иста сексуална определеност, него и дали се од која нација се, од која религија се, како се пораснати, условите во кои што живеат, работата нивна, начинот на кој што образовен, така натаму. И кога сите тие варијабли ќе се стават, а секој е семејствено на некој различно, многу е тешко да се контролираат варијабли кои ќе донесат до резултат да видиме што навистина се случува таму. Да. Јовановски, еве тука е отец Тодоров како представник на Македонската православна црква. Неодамна голема бура во јавноста предизвика изјавата на пратеникот на СДСМ Мухамед Закири на Facebook, кој исто така имаше еден пост кој е против хомосексуалните бракови. Значи не ве прашувам вас како представник на ЛГБТ заедница да појаснам, туку како борец за човекови права. И тој пост на Закири предизвика навистина една исто така голема бура, особено кај оние кои велат дека се активисти за човекови права, но тука сега се наметнува една контратеза. Огромен дел од луѓето во Македонија се религиозни, без разлика на која религија припаѓаат. И тоа што го кажа Закири кога го цитира Куранот, или тоа што го кажува отец Тодоров, кој својата догма ја црпи од Библијата, се религиозни текстови врз кои они ја црпат својата вера. И кога сега сите го напаѓаат тој став, излегува дека ги напаѓаат и луѓето во Македонија кои се прилично религиозни и ги следат овие религии, па имаат ли тие право на свој став кој е религиозен и кој е таков, кој е тврд? Треба ли тој став ад хок да се напаѓа? Го разбрав. Да. Го разбрав прашањето, ќе ви одговорам конкретно. Сметам дека е многу го барам адекватниот збор да го најдам, колку е монструозно играњето со религија, религиски моменти, повикување на религиски цитати и перење на личните ставови за религијата. Знаеме дека живееме во такво општество каде религијата има сериозен удел во животите на луѓето. И така да, сите оние кои што се повикуваат на религија, дека тоа е против некоја религија или дека тоа е во склад со таа религија, по мене се
сериозни манипулатори. Религијата е нешто кое што треба да го носиме во нас. Религијата е нешто кое што треба да го имаме во нашите дела. Без оглед дали сум ја христијан, православен христијанин, дали е вашиот камерман муслиман, дали сте вие од 10-та вероисповест, тоа треба да го имаме во себе, треба да ја почитуваме туѓата вера, но не и буквално како не е религијата знаме па да мафтаме со неко. Така да ги осудувам веднаш сите тие повикувања, цитати од Библија, од Куран, од било кој друго религиско четиво. Тоа луѓето го користат поради... го следат, мислам, веруваат во тоа. Никој не го забранува. Никој не забранува да луѓето да веруваат во тоа. Но религиски цитати се читаат во црква, каде што кога ќе одиме на молитва, ќе може отецот да ни прочита, не се за Facebook постови. И не се за ширење на една таква пропаганда која што ја сметам дека доволно беше 10 години да имаме демохристијанска власт која што нели пропагираше вистински вредности, по мене многу лажни вредности, поради тоа што сум сигурен дека сите оние кои што пропагираа не се толку по традиционалните вредности. Што сакам да поентирам? Сметам дека општеството кое што јас сакам да живеам, јас себе се сматрам за космополит, човек кој што ги сака подеднакво сите луѓе, е да нема гладни, жедни, боси и да има еднакви луѓе. Тоа е мисијата на Меѓународниот сојуз за кој што најмалку зборувавме, а Меѓународниот сојуз е тема која што се наметна овие денови во... Ние овдека зборувавме најмногу за хомосексуални бракови, ја не знам дека тоа ќе биде главната тема на дебатата, но не и се наметна како сојуз кој што ќе се грижи за сите категории на граѓани и сојуз кој што има многу сериозна мисија доби црна пропаганда поради таа моја одлука. Во дадени текстови се велеше, сакам со тоа јас морам да го кажам, ќе ми дозволите го искористам овој медиумски простор, се велеше дека е непостоечки сојуз и дека е измислен за некоја си политичка партија да пополни кадри. Сојузот нити измислен, сојузот е постоечки, сојузот е со своја мисија, со своја програма и здружение кое што се грижи за граѓани, некој да го оцрнува е повеќе од монструозно и повеќе од нечовечки. Добро, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски рече дури во својот говор дека сега одиме во друг домен, но спомнете сте лично дека... Да, ќе ви давам само уште нова да ми одговорите. Рече дека, сега ова е веќе политика, но дека Заев не се занимава со тоа што го ветувал, туку со Боки 13 и така натаму, значи ве спомна лично. Кажете ми вие, еве, ваш одговор, работите ли вие во содейство со господинот Заев или што? Не. Коментарот на екс-премиерот Груевски, јас не знам зошто мене му потреби, но исто се повикуваше како отецот Ивица се повикуваше на традиционалните вредности, на стопирање на хомосексуални бракови, па ете ме спомна мене дека премиерот Заев се занимава со мене. Јас се надевам дека не е запознаен екс-премиерот Груевски со мисијата на Меѓународниот сојуз, се надевам дека немаше лоша намера со тоа што го кажа, дека не ме кажа во лош контекст. Со тоа јас сметам дека Здруженијето е формирано и дека нема нити религиска, нити партиска определеност, сите се добродојдени, а тоа што владата на Република Македонија со актуелниот премиер Зоран Заев покажа една отвореност, една широчина, и тоа што сака да помогне на неговите граѓани во соработка со Меѓународниот сојуз и сите други ресорни министерства што ни отворија вратата, зборува дека во Македонија ќе се случуваат сериозни промени кои што ќе не сближат и ќе не соединат сите како народ. Каде што нема да има гладни, боси и се останат, додека ние овдека зборуваме и ние се правиме сега овдека паметни. Додека зборуваме што е правилно, што не е правилно, дали е правилен цитатот на Мухамед Закири, дали е правилен говорот на отецот Ивица, додека госпоđата психолог ја објаснува својата теорија, додека јас паметувам, има луѓе на улица кои што се гладни, боси, кои што не знаат што да прават со себе. Добро, да не, мислам, години го работиме тоа.
Така да вие не можете да речете дека сега сте почнале нешто да работите. И што сте сработеле? Што сме сработеле, тоа е нешто што не иде по телевизија да го даваме како лични. Па тоа морате. А вие сега во овој момент дека вашата организација наеднаш ќе почне да делува и дека сите луѓе наеднаш по улици кои се гладни и боси ќе ги реши проблемите. Сега немете да ми кажувате дека тоа сум го кажал, кој не го кажав Па тоа. да, Јас реков дека сите треба заеднички да се згрижат. А што сте направиле? Што сте направиле? Па вие не сте некој на кого што ја можам да му раскажам Не, што не, сум јас направила, гледам нити да ја промоција, користам се извинувам. телевизијата. За гледачите ме познаваат. Па гледачите знаат. И многу од гледачите Еве, јас не знаат го што познавам. работи. Па добро, ќе дојдете кај мене, ќе разговараме, ќе ви покажам што работиме. Дозволете. Добро, Овој не, само да одговорам. Само Тоа што сега сум дека ова само се промоција. извинувам, Јас се вие извинувам. промовирате Јас се цело извинувам. време. Ова што јас го промовирам треба сите ние да го промовираме. Доколку сте сработеле нешто за гладните и за босите, јас од срце ви се заблагодарувам и мене ми е драго што имам присуство, што имам чест да седам со таква жена која што работи на таа проблематика. Околу делувањето дека некој ќе делува или тек ќе делува не е точно поради тоа што нашите дела се јавни баш поради тоа што треба да бидат јавни и да потикнеме и други тоа да го Добро, прават но јавни. навистина не е цел на емисијава да ја промовираме вашата организација, да разберем. Не е ни тоа страшно сега. Не, Поради тоа што поредно- јас ретко гостувам. Еве, ви дадов- Ретко се појавувам ви во дадовме медиите. шанса. Ако треба да тоа, треба да си плати се некој извинувам. маркетинг програма и да си има, ова, мислам, секоја ова е- телевизија треба да промовира вакви Не, во ред, здруженија еве поради ви- општествената одговорност која што ја носите. Поради тоа што ве гледаат гледачи, поради разбира тоа дека- што вие земате плата од овие гледачи и разбира така дека да мора да промовираме, но промовирате треба да овакви бидеме емисии. Јас се фокусирани. извинувам. Мислам, зборуваме за одредени теми. Али вие многу сте и Сега пред дефокусирани. малку да, значи, околу кога се градат ставови, значи ние сепак кога градиме став или светоглед, тој став или светоглед треба да го градиме врз објективни основи. Конкретно кога пратеникот Мухамед Зекири го напиша тоа што го напиша на Facebook, тој се повика на својата исламска традиција. Значи и тоа што го кажа коинцидира со таа вистина која и ние исто така исповедаме. Значи говореше за Содома и Гомора, за еден страшен греф. Значи за Содомија. И позади тој негов став застана сите оние членови на Социјалдемократскиот сојуз кои имаат конзервативни ставови, односно конзервативен светоглед, кои се или православни христијани или муслимани. Исто така говорам и за другите граѓани на Република Македонија и за моите ставови или за ставови на разни други луѓе кои не се сложуваат со оваа приказка која полека како процес за кој говорев уште на почетокот на емисија почнува да се шири. А целиот овој процес, освен што има злоупотреба, манипулација на човековите вредности, има желба со релативизирање на нештата. Значи, релативизација, општи зборови. Сите сме за љубов, радост, да бидеме заедно. Што тоа значи? Што тоа значи? На која основа да бидеме заедно? Ние никогаш не може да бидеме заедно ако некој ја говори вистината, друг не ја говори вистината. Ние можеме да бидеме заедно ако ја говориме вистината. Ако не ја говориме вистината, тогаш ние не можеме да бидеме заедно. Добро, Како што вие сега не ја говорите вистината. Тоа Јас се се некои извинувам. работи кои Јас се- имам едно Отец конкретно, Тодоров- уште едно конкретно Не, Јовановски, прашање. се извинувам, не истрече времето, продолживме и 15 минути. Навистина, Многу конкретно прашање. Немаме- Ќе ја замолам и вас како јас ќе ви кажам, новинари не, вака ќе ви телевизијата. кажам. Ние Поради нашите тоа што мене прашања ме интересира. Само момент. Каков е ставот на Не, црквата и не, на не, Отецот не, не. во однос на луѓето за Се кои што извинувам. ние овдека зборуваме, да ги оставиме ние сега. ќе продолжиме, Јовановски, ќе продолжиме со разговорот вон камерите, бидејќи навистина времето не истече и продолжено е, значи веќе е невозможно. Почитувани гледачи, ви благодарам на вашето внимание, следевте интересна емисија, останете со програмата на телевизија 24.